Ве поздравувам и ова неделно утро на оваа богослужба во името на нашиот Господ Исус Христос. Нека помнимо денеска и ова утро и отвориме нашите срца, нашите умови, сите наши ставови и нека бараме од Неговото присуство. За тој да биде дел од сето она кој што ние сите заедно се надеваме. Оно што го очекуваме и она што од Господа во секој ден можеме да го правиме. Нека тој ни биде дел од искуството кое сакаме да го споделиме со секој друг, со секој миг од нашите живот. Затоа верувам дека денеска сме тука и затоа верувам дека денеска сме во оваа просторија и затоа верувам дека луѓето што гледаат од дома на екран, сите стојат заедно собрани и седат и чекаат да го слушнат Божиот глас. А Божиот глас ни е даден. Даден ни е во Библијата, за да не галкаме, за да можеме да го знаеме кој е како што Исус Христос ни кажува естер план, како да не го добиме и како наистина на таков начин да го следиме. Затоа, како повеќе и почеток во оваа богослужба, да го почнеме со молитва, а потоа ќе испееме песната број 14. Ќе се помолиме. Небесен Татко, ние ти благодариме што си ти достоен, што си ти возвишен и што си ти величествен. Еве стоиме пред тебе просто и бараме по својата благодат и милост да не погледнеш и да не насочиш кон себе си првенствено. И оттаму, Господе Боже наш, Спасител, да можеме да црпиме смисла за нашиот живот и да можеме да изживориме овие чекори на оваа земја, како предвкус на она што ти го нарекуваш Твое царство небесно. А ние секој ден молиме да дојде царството Твое и да биде Твое. Секој ден. И секој ден го пееме да биде на земјата така како што е на небото. И затоа небесен Татко, Татко, Син и Свети Дух, на тој начин ти се предаваме на тебе, на делот во недава, на кој што секогаш кога црквата се собира, се сеќава на Твоето воскресение и на Твојата победа над смртта. Те молиме сега Твојот збор да ни биде храна, Твојот дух да ни биде вдахновение, Твоето присуство да ни биде на исцелување, на ум, душа, срце и тело. А ти, Сине Божи, кој не поврзуваш греве со Бог, да ни бидеш постојано оној учител, кој ние сме подготвени да свет. Така небесен Татко слушниме, така небесен Татко да условиме и така небесен Татко да живееме во Твојата промисла. Амин. Ќе испееме сега песната број 14.
И да се посветиме на Светото Писмо со проповед, ќе прочитам неколку стихови кои се наоѓаат во книгата Изреки и Поговорки, во 15-тото поглавје кои говорат за говорење за јазик. Кроткиот одговор гневот го облажува, а наредниот изговор го јарост предизвикува. Но мудрите јазикот добри знаеат да искажува, а на безлудите пуснета глупости говорат. Очите Господови се на секое место.
Тие ги гледаат и лошите и добрите. Роток јазик е крв на животот, а злиот рана на душата. Ова се нови подсетници за сето она што Бог не поучува како да зборуваме меѓу собруги и како да зборуваме кога другите не се разборуваат за некој жив. Многу хубаво подсеќа. И ако се објават не подсеќа за јазикот кој треба да биде спротен. А тоа е најголемиот дар кој ние го имаме како човечки суштество, кој не одвојува од сите други живи создания. Тоа е јазикот и можем да комуницираме, да се разбираме на начини кои се несогледливи за другите создания. А Бог е вечно зборува. Бог вечно зборува. И тој дар што нас ни го дава пред неговиот збор, треба да биде соодразен со неговиот говор. А неговиот говор како Света Тројца е вечна љубов. Вечна доверба, вечна благоговетост и вечна желба за другиот да му биде добро. Да се подсетиме дека Библијата ме поучува, Бог ме поучува од вечноста за тоа како треба да зборуваме. И кога никој не слуша што се вика, едни за други. И кога зборуваме во јавност, и кога разговараме со трети лица, Бог ме подсеќа. Зошто сме тука на оваа земја. А тоа е да комуницираме едни со други на начин кој изразува. Сега ќе изсвејаме песната број 25.
А текстот за денеска се наоѓа во првата книга Мосеева, Библија или Создавање, различни наслови ги има. Стиховите се во 32 поглавие, од 22 до 32 стих. Тука во македонското издание, како поднаслов е напишано Јаков се бори со Бога. Иако јас мислам дека откако би било можеби подобро Бог се бори со Јаков. Ај ќе видиме зашто. Но сега прво да ги прочитаме овие стихови. И новина стана во откако ги зеде обете жени своји и обете слугинки 11 синови своји, покрени на потокот јавот на едно плитко место. А откако ги зеде и преведе потокот, пренеси се друго што имаше. А кога остана Јаков сам, тогаш некој се бореше со него друго. И кога виде дека не може да го соплата, го снегна зглобот на бедрото негово, така што да Јаков се измести колко од зглобот на дека се бореше со него. А тогаш рече, пушти ме веќе зоре. Јаков говори, нема да те пуштам додека не ме благословиш. И му рече, како се викаш? А тој одговори, Јаков. Тогаш му рече, од сега името нема да биде Јаков во Израел. Зато се бориш со Бога и со луѓе кои ги победи. А Јаков праша и рече, кажи ми го името твое. А тој одговори, зошто прашуваш за името моје? Кој е чудо? И го благослови таму. И Јаков нарече место со името Пениел. Зашто рече, Бога го видов лице и останав жив. А сонцето беше изгреало кога помина Пениел и надвигуваше поради повредениот пол. Затоа синовите на Израел не ја јадат живот на која помот од бедрото село денешен ден, бидејќи Јаков беше повреден во слободна жила од бедрото. Амин. Ова е зборот Божи и ние најзо да се помолиме над него и потоа ќе почнеме. Нека се татко ти благодарам за твоето присуство, за твојот свет збор и за овој свет пример кој имаме тука во Светото писмо, бидејќи ти знаеш дека не треба да има никакви тајни за човечкото срце, опрашуваме тоа како треба да го бараме твоето лице и да влеземе во заедништво со тебе. И ова е таков пример остана еднаш и да секогаш. Да се сеќаваме ние како треба да се свртиме кон тебе и како треба да чекаме на твоето лице. Те молам Господе во секој збор што ова Свето писмо го има запишано за нас, дека не биде духовна храна, која ќе не изградува и која ќе не приближува и ќе не се образува со тебе. Амин. Ова е еден многу чуден текст. Ако гледаме така чисто и директно само го прочитаме и размислуваме за се што се има тука случено, текстот е во најмала така чуден. На некој начин треба малку по-малку да се помислува, да се види што точно и зошто е Бог поставен тука запишен како е наследник. А јас би рекол, ако за тоа размислуваме од поширок контекст, за кој што после детално е зборувам, тука станува збор за една пренесена, особено за нас, за црквата во Новиот Завет, станува збор за една вистинска духовна обреда. Која не се состои во тоа, ние да го надмамеме Бог, туку Бог да го создава нашиот стар човек.
за конечно да научиме како целосно да бидеме и да зависиме од Него. И ова е централниот пресврт, не само во животот на Јаков, туку и во целата книга, прва книга Мојсеева. До оваа ноќ Јаков постојано се борел со Богом, цело време. Од раѓање со Бога се борел. Цело време се бори со луѓе. Посебно со брата, устојува го крапал за Петар. Од оваа ноќ Јаков почнува да живее со Бога. Постојат моменти во животот кога Бог не остава сам. Не затоа што не напуши, туку затоа што остава простор и време за да се сретнеме со Него. И така почнува и овој текст за најважниот дел од оваа целина. А тоа е, а Јаков остана сам. Ова е најважната реченица во поведот за оно што ќе се случува понатаму. Пред него, што прави Јаков пред да се сретне со Бог и пред да остане сам? Го прави своето семејство преку потоп. Јаков иното кој испраќа се што има свое преку реката. Подавозите за својот брат Исав веќе има испраќено. И се тоа што е човечки организирано е веќе од другата страна. И сега Јаков од оваа страна на потокот оставува сам, ама не е сам, бидејќи таму е и Бог. А да го видиме малку поширокиот контекст на животот на Јаков. Какви се последните 20 години од животот на овој човек? Тој е во постојна борба со својот брат Исав. Тој е во постојна расправа со неговиот тата. Тој постојано се расправа со Лаван, или техне за двете сестри и двете негови жени. Колку време се расправа со еден човек и со неговите слуги. Јаков ќе се бори со страва. И знаете што е многу интересно во сето ова? Во сите овие битки Јаков победува. Јаков е победник во секоја од овие битки. Но иако победува во секоја од овие битки, Јаков нема мир. И целиот негов живот до тука може да се опише со само една реченица. Јаков секогаш победува луѓе, но не се уште не научи како целосно да се подпре. Цело време со мало луѓе околу себе бил умешен во тоа. И затоа Бог го доведува до место во кое што тој поставува сам. Бог не доведува нас до место во кое што morаме да останеме сами. Во Библијата некои од најголемите духовни пробувања кои се случуваат кога луѓето се сами. Мојсей е сам во пустината кога Бог се објавува од крвушката која го има нешто горе. Илија е сам во пещерата кога Бог се јавува со дивок и нежен глас. Давид е сам во пустината. И се разбира најголемиот пример на сите примери на Бога човекот Исус Христос. Исус е сам во Гецимани. Бог најше да изборува, или поточно ние можеме да го слушнеме, кога ќе заволнат сите други гласови. А има многу, не? Јас барам за себе, да бидам искрен, многу гласови во глава да слушам. Некој си разговараме сами за себе. Колку гласови да слушам. Животот е препол до такви гласови. Се има нешто да ни качува нешто, се нешто постои. Предизвик, битка, болка, победа, страдање, копне, шелва. Бог зборува. Кога сите тие други гласови ќе се. И сега прашањето кој тука во овие мигови каде што
Јаков пушта се преце. Останува само на другата страна на потокот Јавор. Од што најмногу се плаши Јаков? Ако ја гледаме како широко да слика, кажеме, најмногу се плаши од својот признак брат Исак. Од него се плаши. Меѓутоа, од тоа што сега гледаме ние тука, Јаков најмногу се плаши од средбата сам со себе, од средбата со својот мир. А Јаков има исклучително непријатно име. И Бог ја започнува борбата која Јаков во тој вид не ја очекува. Не пишува дека Јаков биде човекот скопна да се бори со него. Туку пишува човекот скопна на Јаков. Иницијативата е Божја. Ова не е Јаков кој го бара Бога. Ова е Бог кој го бара Јаков. Бог секогаш ме бара нас луѓе. Бог секогаш ме бара мене, Бог секогаш ме бара тебе. Бог секогаш ме бара нас. Зошто е се тоа? Бидејќи сите досегашни битки на Јаков биле само симптом. Затоа што вистинската битка од секогаш била битка со Бога. Целиот живот Јаков се борел за благослов, да добие нешто повеќе, и токму оваа ноќ, кога решава, пазете, тие вода Богице влезла во зала. Јаков е благословен со две со многу синови, со огромен имот. И ќе му каже тој Јалава, да не беше Бог со мене, мисло тоа немаше да не остане. А целно смаќа дека висинскиот благослов доаѓа само од Бога и тие не може да бидат дел од идеолошките и стратегиите кои дотогаш ги имamo. А знаеме дека Јаков имал многу идеолошки во себе. Знаеме дека и со неговата мајка заедно влегле во една интрига за да го измамат татко и да го земат деловодството на Исак. И сега тук имаме еден много интересен момент. Бог не го крши Јаков веднаш. Бог веднаш не се опира до него и не веќе вака ќе биде. Борбата, што е много интересно, трае цела ноќ. И сега се постави прашање. Мислите дека борбата трае цела ноќ затоа што Бог си нашол рамен на себе, па не може да го победи тамо. Зашто трае борбата цела ноќ? Еден мал Бог би можел да го измести неколко, би можел целото да го измести Јаков од самиот себе, така да кажа. Оваа борба нема никаква допирна точка со испитување на силата на Божјата сила. Не е овде испитување ни на Јаковата сила и таа не е тоа да попрашаме. Настана Божјата сила ние сме не прашајка. Ништо. Ова е испитување на срцето. Ова е најголемата битка кога се испитува човечкото срце. Тука се испитува срцето на Јаков и јас верувам во такви негови Бог го испитува нашето срце. Срцето на сите нас, кои сте тука во оваа просторија, и срцето на сите оние кои слуша преку екраните. И Бог позволува човекот долго да се бори. Човекот се бори долго. Бог тоа го дозволува, бидејќи Бог не сака од човекот на шапките човек да направи ништо присилно, ако тоа не е врска на заедништво и на љубов. Бог дозволува човекот да се бори, зато дека човекот не разбере дека никогаш не имал шанса да победи. И дека не може да најде никакви начини, никакви линии по кои што би можел да оди, а да се го среди животот на свој начин. И да ги собере благословите од Бог, како што да не му одговара, и да се го уреди
животот од друга страна како што на него му одговара. Селата така живее. Ние сме Јаков од стариот живот. Ние сме Јаков кој се обидува да победи, па дури и победува, ама со интриги, со измами и со лаги. Победа, истинската победа, доаѓа кога Јаков престанува да се подпира нас. Кога е свесен, дека се ова другото што го има е Божи слабост. Меѓутоа не може никако да се спореди со оно што Јаков и сите ние обреков не. До овој миг Јаков се бори. А видите го сега ово. Одеднаш од целата таа битка, од целата таа борење, цела вечер, одеднаш човекот, одочно Бог, го добира, го удира во бедро, во колкот, и тој е ранен. До тој миг пишува дека Јаков се бори со тој човек. А од тој миг тој само се држи до овој човек. И му вика, не. Добре, се бори. А од овој миг на тоа му вели, сега ќе ви кажам. Не. Поредно видело ќе помена. Ќе најдам начин да дори Бог да го натора да го слави. А сега вели, нема да те пушта. Јаков не побегува за тоа што го владува противникот. Така што се привлекува кон него во својата слабост. Видите? Како е тој благослов од кој што Јаков изведува сака? И од тога што кратка животот е подкривува и ќе куца. Најголемата победа со тоа што ги се привлекиме до Бога со сите наши најголеми слабости. И ги кажа да може не да пуштаме. Или ќе не зависиме од себе си, туку зависиме само. Не го пуштаме. Не го пуштаме. А животот е опасен, ризичен, страшен. Страната да трябва да се живи. Страната е се што ни предстои во секој ден. Во овој свет. Од нашата слабост. Нашата неголема победа. Се тршиме до Бога и кажеме, слабост. Со сите наши слабости се пријавуваме до Тебе. И не те пуштаме. Не те пуштаме. Самите слабости. Ова не подсеќа на многу принципи кои се дадени со други прекрасни примери пред тие. Апостол Павле на своја слабост ќе каже дека Бог вери на него. Божјата сила, Бог му вели на Павле, мојата Божја сила во слабост се покажува совршено. Божјата сила почнува таму да завршува наша. Сега дека ние мислиме дека ние имаме сила, ние не дозволуваме така да се казва Божјата сила која е дадена помогнува од нашата сила. И сега Бог се врне на Јаков. И му вика да го прашува Јаков, дека така многу чудна работа, дека Бог е се знае, се може и така работа. Му вика, се врне на него и му вика, како се викаш, како ти иде? Бог знае, ова прашање не е информативно. Ова е прашање на исповед. Со други зборови, Бог го прашува Јаков, кој си ти? А што одговара Јаков? Јаков вика, моето име е Јаков, јас сум Јаков. Односно, ако го видиме преводот во изворните јазици на како што е напишено Светото писмо, Јаков значи овој кој измамува, оној што држи за пета и оној што живее од човечки стратегии. Името треба да кажем, името Јаков е најпрекрасна работа, мојот друг се вика Јаков. А се разчистите некој ке. Прекрасно име.
само по себе, затоа што го добило му кратко други значи. Но во својот изворен јазик, значи изворни, оно што се држи за пета, оно што живее од своји човечки шеми и стратегии, како да се роди во политичко бизнес свет на Македонија. Но Јаков стои и мигот го кажува јас сум Јаков. Јас сум изворник, јас цело време ги држам го за пета, јас цело време пробувам своји стратегии, тоа е мигот во Јаков се исповеда и вели гласом на Боже, помагај, проси, помагај. Никој не може да добие нов идентитет додека не го признае неговото лице. И сега добива ново име. И Бог му вика, не да повеќе да викам Јаков, од сега натаму ми се нарекуваш Израел. Ова е многу повеќе од промена на име. Ова е промена на целосен идентитет. Интересно е за разлика од Авраам, кој еднаш го е наречен Авраам, од секој се вика Авраам. Понатаму, тој ќе се нарекува и Јаков Израел. Тоа прекрасно опишува нашата христијанска реалност. Во нас се уште живее стариот човек, кога веќе дојде новиот човек, но се уште живува и стариот човек. Светот се започнала, но се уште не е завршена. Има уште многу работа пред нас. Уште многу преданост од Бога е потребна. И Бог сега доаѓа најнеочекуваниот дел од оваа приказна. Бог го благословува Јаков преку тоа што го осакатува. Јаков добива благослов, но останува се. Ние очекуваме вака, Бог го благословува човекот да му стане подобро. А текстот вели, Бог го благословува човекот и око тој изделува всакакви пусти. Средбата со Бога не го остава човекот недопред. Таа носи нов идентитет, но и траен берег. Рак на Господот и рана недеструктивност тие ода заедно. Благословот и раната не се играт се ставност. Во големата Христа на зборот, преку неговите рани, ние се исцелуваме. Сите овие примери покажуваат и посочуваат кон тоа крајен пример на оно што Господ Исус Христос еден ден обетува ќе го направи за вечност ќе го направи за сите нас. Што значи тоа во крајот на животот? Секој четвор, а Јаков го потсеќа следно. Секој четвор што Јаков ќе го направи ќе потуцне, се сеќава. Не победи затоа што ве силе, победи затоа што Бог беше. Затоа се држат на Него. Затоа што копне за Неговото Исус. И тука тој го нарекува, бесното го нарекува со едно посебно име. Го нарекува Петуел. Тоа е го видов Бога лице. Тоа е врвото приказна. Не неговото самиот благослов. Не новото име, но следвано. Бог од секогаш бил целта. Не благослови, а благослови има многу. Имаме прекрасен детај во целата оваа приказна. Сонцето изгрева. Во Бетел сонцето заоѓа кога тој бега, но во Бетел сонцето изгрева. Едната ноќ на неговиот стар живот завршува. Почнува нов ден, почнува воскресение. Почнува изгрев на неговото сонце. А оваа ноќ, која оди од Бетел, каде што Јаков се спие во неговото бегство, среде цела ноќ, и оваа зора која газонува до Петуел, има целосно христовско исполнување. Оваа ноќ директно покажува кон Исус.
Јаков се бори за Бога една ног. И тоа место се нарекува Пенуел. Исус се бори исто така за Бога. Кога вика, не мојата волја, твојата волја, нека ме отмени оваа чаша. Христос се бори за Господа. Јаков не си као, нема да те пуштам дека не ме благословиш. Исус рекол, не мојата, туку твојата волја. Јаков бил ранен, Христос бил изранен и слободен. Јаков добил промена на името. Од Јаков во Израел. А на Исус кој е дадено пред Павле во втората глава од самието до Ефесјаните, до Филипјаните, дадено му е име на секое име. Јаков добил благослов за себе. Исус изборил благослов за нас. Исус е вистинскиот Израел. Оној кој нема ништо од Јаков, кој совршено послушание и совршена победа. Кои се нашите Јаков моменти во живот? Има ли такви? Еве јас тук од предавно да ги не кажам за мене, има. Што правиме со тие Јакови моменти во нашиот живот? Еве ни дека се видиме што треба. Дали се уште се очекуваме во животот работите да си наредиме сами. Дали се уште очекуваме дека единствениот благослов кој можеме да го зависиме од Бога е само добро што живееме ништо друго. Дали се уште мислиме дека единствената вистинска победа со Бог е победа на другите луѓе во овој свет. Ако и кога, бидејќи не се работи само за ако, за секој од нас тоа е и кога тоа го мислиме, треба да се подсетиме на оваа приказна. И треба да престанеме да живееме со човечки стратегии. Јаков цел живот победувал со умност. А само Бог може да го даде мир напор од тоа. Најголемите духовни победи започнуваат да остануваме сами со Бога. Без публика, без упоги и без власт. Кога се е разјаснено пред самите нас. И не треба да се плашиме од Божите правилници. Понекогаш токму слабоста е Божиот најголем благослов. Само треба да ја признаеме таа слабост, да бидеме свесни за таа слабост, да се приклучиме до Господ, да кажеме не се пуштаме во нашата слабост. Конечно, јас би рекол дека молитвата, почнувајќи од примерот на Исус Христос, молитвата е долго заведеното борење со Бога. Бидејќи ние одиме во молитва не за да го убедиме Бог во нешто, не за да го убедиме Бог да ни даде нешто, не е за од Бога да искаучиме некаква работа, не за да некакво начин се преулезат нештата од нас. Не одиме во молитва првенствено за таа работа. Да, Јаков има многу благослови и моли да се тоа. Но која е главната цел? Главната цел не е да убедуваме Бога. Главната цел во молитвата е да се преобрази Бог, да ме преобрази нас. Тоа е главната цел. Секогаш, кога преобразуваме или на првиот начин ги заповедаме пред Бога. Да не го пуштаме гледа. Затоа што очигледно е дека Библијата не победуваат најсилни, туку победуваат оние што се чврсто држат. И тоа е оно што и откровението не го причува. А на оној кој ќе издржи до крај, не ќе му го дадат венцето. И тоа е издржување Божјото не се работи за пак нашата сила. Држење до тоа дека Божјата сила е се што ни треба.
Јаков ја поминал оваа река два пати во својот живот. Првиот пат кога ја поминува, Јаков е силен, самоуверен, полн со планови и визии. Но вториот пат кога ја поминува оваа река, Јаков ја поминува со известен Бог, со ново име, со ново срце и со средба со Бога. И толку ваквиот Јаков е истинскиот поверник. Многу уметнички сличи на големи уметници се посветени на оваа сцена каде што Јаков и Бог се во борба. Освен нели другите, освен некои 20 многу познати уметници, еден се вика Делакруа, другиот е Гогет. И така преку овој библиски приказ, оваа сцена станува универзален символ дека преобразбата доаѓа преку борбата, а искупувањето преку Божјата правда, а не преку човечка сила. Бог е во борба со нас, за да не преобразува. И токму затоа јас верувам дека главната порака која црквата треба денеска да ја слушне од овој текст може да се најде во светлава реченица. Бог нема да од нас да победиме со своја сила. Тој сака да се држиме до Него и за Него, се додека нашата сила не се претвори во доверба. Нашето старо име во нов идентитет, а нашите рани во трајни спомени за Неговата благодат. Се тогаш. А се тогаш имаме задача и работа, почнувајќи од мене и за секој од нас тука. Ајде да бараме од Бога да ни даде ново име, да се држиме до Него и да кажеме во нашата слабост, ја препрваме целата наша доверба во Тебе. И очекуваме Твојата сила на сите наши слабости да действува во нашата живот. Затоа што кога Бог не победува, кога Бог не поражува, тоа тој го прави да повечно да ја направи победница. Не ге поразува да не утврди, не ге поразува да не пострави, не ге поразува да не повично. Кога Бог победува, тоа е затоа што сака заедно со мене сите ние да бидеме победници, како што Христос е победник. Амин. Господ е тоа и ни помогне на победите. Ќе само да ставиме многу напред, само да се помолиме. Нека се затоа ние ти благодариме за добрината која доаѓа од Тебе и за силата која доаѓа од Тебе. Ние се држиме на таа сила. Не е пушта. Сакаме средба за Тебе. Сакаме да не кажеш како се викаме. И сакаме да ти кажеме искрено во Христове. И сакаме ти, Господи, да не именуваш според идентитетот кој ти си поставил за нас, на секој од нас. Помогни ни тоа, во името на Исус Христос се молиме и во силата и помазанието на Светиот Дух. Амин. Поведете може да седнеме. Ќе изпееме уште една песна сега, а тоа е песната број 235.
Само сега, вечерите проявитира да го кажете християнски твърденец. А сега останува повиртира верата на Христовата, то най-голема е любовта. Първото Ефесяните 13:11. Амин. Хубаво за приближување на Божиот збор, на љубовта, која е суштината на сето што и денеска го кажуваме. А сега ние како завршна песна ќе испееме бројот 400 подлесни на Господот и со тоа ќе завршиме. Испееме песна на број 400. Имам само информација дека неговите средби тука се во среда,
и во недела следната Богослужба пак ќе бидеме 10 часот на отвор. До тогаш, дека Бог биде со нас и да се бориме со Бог. И во нашите слабости да се отпреме целосно на него. Западно да станеме да се благословни и Бога. Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога, Татото и заедништвото на Светиот Дух, да бидат со од сега со сите нас и со вас сега и за секогаш. Амин.